Хуманитарното здружение Мајка од Куманово организираше јавна дебата како дел од проектот "Жените го преземаат водството во локалните заедници", на која се разговараше за социоекономската состојба и заедничките приоритети на жените кои што живеат во рурални средини и придобивките од нивното учество, како и конкретни предлози за поинклузивно и родово одговорно планирање, преку системското вклучување на различни категории маргинализирани жени од страна на локалните институции во сите фази на локалните политики. Присуствуваа представнички на рурални заедници, на локалната самоуправа, членови на Советот на општината, јавните предпријатија и граѓански организации. Проектот е финансиран од Европската Унија, кофинансиран од Кралството Шведска. На денешната дебата учество зема представници на локална самоуправа, секретар на општина координаторка за еднакви возрасти на мажите и жените, како и две представнички од локалните заедници Кадниш и село Тишине. Зборуваме за механизмите за граѓанско учество и како да дојдеме да го подобриме женското граѓанско учество со акцент на жените до руралните средини во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Општината има некои механизми што ги користи, ние како здружение активно работиме на терен на зајавување на локално женско граѓанско учество. Организираме терен средби во општината со представнички. Секогаш има простор за подобрување и затоа сме тука да видиме како и препорака во самите жени да слушнеме и институциите и жените заедно да дојдеме до едно оптимално решение со кое што ќе се заедно женското граѓанско учество. Јас мислам дека на ова поле треба многу работа, затоа што обично жените од руралните средини ниту се застапени, ниту се доволно информирани. Општината излегува со своји информации, со своји акции, но овие информации би требало да се бидат потранспарентни, подостапни, посебно за жени од рурални средини и жени од ранливи категории, односно маргинализирани групи на жени. Барањата беа за учест јавен превоз. Населба Карпош потоа за редовно чистење на сметот и тоа што најмногу недостасува во нашето населено место, тоа е зелена површина, односно место за рекреација, за да бидеме исти како еднакви со останатите граѓани. Па да, веќе општината има неколку средби со граѓаните кои што оваа година се интензивирани, така да веќе одличавме две средби од кои што произлегува и конкретни некои решенија од нивните предлози. Сите предлози беа сослушани, ревносно запишани, нотирани и дел од нивните предлози веќе се реализира, што може да потврдат и самите жени. Товарење беше да се исчисти оној отворен канал во целото Романовце, кој што најпрво требаше да одредиме во чија надлежност припаѓа истиот да се исчисти, меѓутоа по завршената средба истиот беше исчистен во рок од еден ден. Следното нешто што ќе го правиме е заедничка акција за и урбано уредување на паркот во населбата Карпош, кој што со одлука на влада земјиштето е доделено на општина Куманово, така да тоа барање на жителите од населбата Карпош еве со текот на времето ќе го види светло на ден.